За разлика од порано, сега нема поплаки за процените на квалитетот на тутунот. Државата ги засили контролите, па на крајот се чини сите ќе бидат задоволни, и тутунарите и откупувачите. Потврда дека откупот на тутунот минуваше без проблеми е постигната многу солидна просечна цена од 193 денари за килограм повисока од лани. Дополнително субвенциите за тутунот изнесуваат 60 денари, што значи дека во моментов производителите во просек добиваат по 253 денари. До второстепената комисија досега немало поднесено жалби од земјоделците околу откупната цена на жолтото злато, потврди од Министерството за земјоделство, иако не ја исклучуваат можноста да пристигнат неколку во престојниот период пред се од оние производители кои родот требаше да го предадат во Струмица табак. Од Сојузот на тутунските здруженија сметаат дека ако временските услови им одат во прилог, односно ако температурите не бидат многу ниски, тогаш е можно откупот на тутунот да заврши во целост во февруари пред крајниот рок на 15 март. Од околу 20.000 тони тутун остануваат да се откупат уште 3.500 до 4.000, главно во Пелагонискиот регион. Откупот привршува и во Источна Македонија, каде треба да се преземат уште 200 тони. Исплатата е реализирана со повеќе од 93%, што значи дека досега се исплатени над 2,6 милиарди денари. Сезонава, иако договори подпишаа 10 предпријатија, 9 го исполнија условот за откуп на тутун и доставија банкарска гаранција дека обезбедиле средства за таа намена. Струмица табак не ги отвори пунктовите за околу 3.500 кооперанти и не достави бонитет во предвидениот рок. Дел од земјоделците кооперанти на Струмица табак се пожалија дека другите откупувачи им го ценеле родот во пониски класи, што влијаело врз цената, па затоа од Министерството за земјоделство ги советуваше да повикаат надлежен инспектор и да побараат нова процена пред второстепената комисија.